Се надевам дека на младите домаќи ќе им помогнавме затоа што оние поискусните можеби веќе оваа работа и си ја завршиле. Во продолжение едно гостување кое што претпоставувам дека многу ќе ве заинтересира, затоа што ќе зборуваме за постоењето на македонското древно писмо. Ние денес зборуваме на македонски јазик, меѓутоа заедно со мене тука во студиото е господинот Сашо Ендровски, кој што е голем ентузијаст по ова прашање, член на здружение кое што го дешифрира старо македонското писмо и кој што додека ние се подготвувавме за денешното издание, на моето прашање колку е сличен нашиот јазик со некогашниот македонски, со древното македонско писмо, тој ми рече исто. И навистина, господине Сашо, ист ли е денешниот јазик со некогашното македонско писмо кое што го користеле античките македонци во Македонското кралство? Добро утро, прво да пожелам. Мило ми е што сум ете гостин во Цител телевизија. Се надевам дека ќе ги заинтересираме гледачите со некои информации кои што ќе имаме малку време да чепнеме од она што е обимна материја. Што се однесува до прашањето, не можам да кажам дека е баш исто. Сепак се тоа 2000 години на развој на јазик. Јазикот се менува, луѓето се менуваат, културите се менуваат. Меѓутоа имаме многу сличности. Создавањето на реченицата, на изговорот, зборови кои што и ден денеска ги користиме и ги разбираме. Например, деца. Тогаш пред 2000 години зборувале деца и денеска викаме деца. Значењето го откриваме дека ние денеска ги зборуваме зборовите без да ја знаеме нивната содржина. Тоа време имало содржина. Зашто јазикот е слоговно писмо. Секој слог има свое значење и своја длабочина на објаснување. Кажете ми сега вие со вашата ентузијастичка работа, како почнавте воопшто да се занимавате со дешифрирање на македонското писмо, што ве наведе да се заинтересирате за каменот од Розета, кој што, ете сега вака само површно ќе кажам, дека е еден од круцијалните докази за постоењето на македонското древно писмо, меѓутоа и за постоењето на Македонија. Истражувајќи ги мистериите во светот, уште како дете ме интересирало што станувало со некои стари древни цивилизации, каква е историјата, од она што го учиме во школата е чисто прашање дали тоа што го учиме е баш така или некој ни го напишал, дали има документи, докази за старите цивилизации Маја, Астеки, овдека на овие простори кои биле. Нашава историја, она што го учиме е како имаме римско време и предримско време и толка, тука завршува се. Неверојатно, меѓутоа никој не се потрудува да каже што било пред римско време и ако нешто откриат ќе кажат старогрчка историја. Мада тоа е големо проблематично прашање околу тоа, пошто тоа ќе биде тема на друга емисија можеби. Истражувајќи се среќавам со професор Аристотел Тентов, кој што успеваат да го дешифрираат писмото. И јас сум еден од членовите на таа група што посетува, што се дружи и што соработува со Аристотел Тентов, кој што е професор на електротехнички факултет. И ги пратиме сознанијата, значи помагаме во откривањето, го проучуваме каменот. Иако каменот од Розета е еден од многуте камења, меѓутоа е битно за него што е тројазичен и можеме да споредуваме дали сме на прав пат со преводот. Така да можам да кажам дека со полна сигурност дека многу добро го преведуваме каменот. Писмото е македонско, древно македонско, значи античко е малце друго, затоа го викаме древно. И имаме и некои докази кои што може ќе ги покажеме да сигурно ќе ги покажеме. Кажете ми сега, кога веќе го споменавме каменот од Розета, каде се наоѓа во моментов и какви докази нуди? Значи каменот од Розета е суштина тројазичен декрет на Птоломеид династијата. Го откриваат французите во француско-британската војна, каде што под команда на Наполеон француските војници го откриваат како паднат на површина, на каллива површина и на тој начин е зачувано писмото, конзервирано во текот на илјадници години. Британците после со помош на, нели пак имаат војна, им го одземаат каменот и тој денеска се чува во британскиот музеј. Има 5 вкупно такви камења, еден од нив се наоѓа и во Торино во Италија, така да имаме доволно документи со кои што можеме да ги прибереме и да го користиме како слики за да можеме да ги користиме за нашите проучувања тие
Така, ќе ни кажете и во нашите разговори го споменавте црноризец Храбар, кој што кажал дека писмото е со цртки и речки, вие велите слоговно писмо. Како се развивало тоа слоговно писмо низ историјата? Значи, црноризец Храбар е германски монах, значи свештеник, кој што, давајќи во својата книга за писменоста на просторите, на овие наши простори, кажува дека постои народ, тој народ таму пишува со цртки и речки. Кога ќе се погледне каменот од Розета, средниот текст од каменот од Розета е точно цртки и речки. Еве го каменот од Розета, во моментов нашите гледачи имаат можност да го видат. Да, значи, почнувајќи од таа теорија дека тоа е со цртки и речки и дека династијата Птоломеј е потекло од Македонија, затоа што и Птоломеј бил прв братучет на Александар Македонски, после умирањето на царот Александар, генералите ја делат државата и на тој начин делот на владение во Египет е под династијата Птоломеј. Тие пишуваат декрет, го означуваат декретот, средниот ред е декретот на кралската фамилија, горниот е хиероглифско. Еве имаме една слика баш интересно да кажеме, значи тоа е издадено во германски весник 1799 година од страна на, значи земено писмо од страна на господин Шамполион, каде што тврди Шамполион, кажува дека горниот текст е египетско хиероглифско, средниот текст е старо македонско, а последниот текст е ново македонско писмо. Значи веќе се разликуваме во однос на денешната историја, пошто сите тврдат дека тоа е старо грчко, а Шамполион тврди дека е ново македонско писмо. Така, ме заинтересира уште еден податок што го споменавте, мислам дека ќе им биде и многу интересен на гледачите, дека крстот е всушност символ на земја Македонија. Да. Раскажете ни како дојдовте до ова сознание, а јас сега ќе најдам и ќе го покажам и крстот. Тоа потекнува од сознанието на боговите. Значи, македонците верувале во своите богови, иако тоа денеска малку звучи нелогично, меѓутоа имале еден бог и една небесна божица мајка. Еве ги боговите. Врховниот небесен творец, Богово, е таткото, кој што ја создава небесната мајка Богомо, и тие двајца се првиот и првата. Вертикалната црта е првиот, а хоризонталната е првата. Првиот се чита И, а првата е А. Кога се вкрстиле таткото и мајката, ја создале земјата Ија. Односно, тоа е символ на Македонија, затоа што символизира создавањето на нашата земја. Инаку е битно дека во означувањето на земјите од страна на Македонија, на македонците, имаме Србија, Бугарија, Грција, Русија, каде што секаде стои Ија. И по тоа можеме да заклучиме дека тоа означува дека таа држава е земја на србите или земја на русите и така натака. Во турскиот збор Пандаместан, што значи Афганистан, Пакистан, Туркменистан, во англискиот е Ленд, Ингланд, Холанд, Дојчланд, Скотланд. Така да можеме да кажеме дека ова го имаат само една група на постари народи и што баш тоа се македонците кои што даваат име за земја Ија. И крстот се чита Ија и до денеска ние го користиме крстот, иако е после тоа сменет како символ на спасение во христијанството. Ние и денеска се крстиме од десно на лево, точно како што се пишува писмото од десно на лево. Да, има разлика меѓу нашето крстење и крстењето на католиците. Зошто се крстиме ние православците од десно на лево, православните христијани? Па пишувањето на писмото од десно на лево. Пошто нашето писмо се нарекува сончеви речки, односно точно на реидзеи. Реј на денешен англиски би бил зрак, или рейн, дошт, реј се зраци. На речките сончеви. Значи, македонците пишувале со сончева светлина на каменот од Може ли на старо македонски да ми напишете ја сакам Македонија? Да. Ве молам. Љубаке, можеш само да еве повелете лист. Ја потрнеме само чашката за да може убаво да мојот колега да... Значи, може да се направи Македонија е Ија, така? И вие ќе пишувате сега од десно на лево, така? Ова е ја, са, ка, ма, Ија. Ија е символот на Македонија. Меѓутоа, ова е напишано денеска. Може би било на древно македонски другче, затоа што изговорот на слоговите е друг. Би било, речеме, Ја, ме, љу,
Бове мо ија. Јас љубам душата на таа моја Македонија. Некогашното наше писмо, како пишувале нашите предци, античките македонци. И како што видовте, господинот Тендровски пишуваше од десно на лево. И сега би сакала исто така, за разлика од грчката митологија, која што нели се изучува, како што велите. Британците пишуваат една историја во која што дури и за македонското писмо нема никакви податоци, меѓутоа затоа во грчката митологија на големо се пишува книги, Холивуд е преплавен со една филмска индустрија во која што нели нивните божества се во преден план, старогрчкото писмо е во преден план и така натаму. Кажете ми во однос на постоењето на нашите богови, во однос на постоењето на папирусите кои што и ден денес постојат во Египет. По голем број. Да, имав сознание дека и министерката во Египет кажала дека имаме ние многу папируси, меѓутоа за жал не знаеме да ги дешифрираме. Мислите ли дека некаква случајност или пак можеби коинциденција што токму македонци успеваат да ги дешифрираат тие папируси? Па секогаш е интересно дека некој јазик може лесно да го прочита тој што зборува на тој јазик. Прво треба да бидеме исто. Јас можам да научам кинески. Старо кинески како ќе дешифрирам кога не знам значењето на самите лигатури и символи. Македонско слогописмо има лигатури. Кога сакаат да напишат нешто се наоѓа на некое, значи најнадзе именца, например, најсветлото име наше телотворено или превод цар или фараон, фар викаме за светло. На не се пишува. Самото поставување на слоговниот текст еден на друг се чита на. Во Египет министерката со Аристотел кога разговарале, таа е министерка за антика, за древна египетска историја, тврди, значи на крај признава, извинете, значи јас сум учела од погрешни книги, затоа што нашето читање е слогово. Еве сликата сега ќе кажеме, значи ова е слика, има една, ова слика горе ја даваат грците во Ашмолеон музеот во Британија за да покажат дека историјата на Александар Македонски е 3000 години грчка. Јарно, ова ни се погоди со нашето истражување. На десното раме има крст. На овие слики две, значи овдека крстот не се гледа, а секаде на интернет ќе се најде таа слика, ама ова втората тешко се наоѓа, нема. Читајќи од редот од каменот од розета, со жолто што е заокружено, тоа се чита Иро ѓа, на рамеве, деца на лозе на ија. У превод Иро е херој. Денес викаме хе, меѓутоа тоа било на македонски Иро. Зато имаме Иродот, Ираклеа. Значи, означува човек кој што нешто направил. Значи, Иро ѓа, ѓа е војник, значи херојот војник на рамениците, на децата, децата е припадност на божествата, или народ би рекле денеска, да се стави знакот на Македонија. И точно тоа доаѓа дека на десното раме, на рамениците, имаме знак на Македонија, односно символот на Македонија, крстот ија. И сега уште едно прашање имам поврзано со знамето на Македонија. Да, тоа треба да се веќе да се разјасни, пошто премногу тумачење има во... Била постоело уште многу одамна, откриено е на камен во Кратово од страна на Душко Алексовски. Што вели науката по ова прашање? Ево само момент знамето. Ака сега, ние имаме две знамења, да не кажам три, пошто третото е духовно знаме, е поврзано со господарите на небото и на земјата, тоа е црната и црвената боја. Го имаат некои други денеска, меѓутоа тоа е македонско знаме. Знамето што го кажуваме дека е 16-то крако сонце од поднаводници Вергина, у суштина е тоа од Кутлес, зашто од 1913 година се преименувани сите македонски топоними. Тоа е 16-то кракото сонце со 12 латици, со црвена и жолта позадина. Значи црвената боја символизира небесната мајка, жолтата е сонцето, односно богот Зе. И 12 богови, тоа се децата на првиот и првата. Тоа е старо 800 години. Постарото знаме, кој што го имаме денеска на знаме, знамето на пајонците или горните малечки отелотворени македонци. Тоа сме ние во Горна Македонија и тоа е знамето што го имаме денеска. Истото тоа го имаме најдено на храмот Филае во Египет, каде што над него го имаме македонското писмо, го имаме знамето и под знамето го имаме крстот. Значи 150 години пред новата ера македонците не биле христијани, ама го имале крстот. И сакала исто така да ни кажете и за некои термини, за тоа какво значење имаат денешните имиња, денешните наши зборови. Ќе го споменам зборот предност.
што и меѓу другото јас преднос, вели, господинот Саша, вели, јас ви давам предност, одите пред мојот нос и така. Работи кои што навистина имаат голема символика и кои што навистина многу укажуваат на постоењето на тоа старо, древно македонско писмо, дека е и слично со нашето денешно писмо и со денешниот говор. Тоа се последици на расчитувањето и на осознавањето на начинот на кој што размислувале нашите предци. Нашето македонско писмо е кодирано писмо, живо писмо, кое што содржи многу повеќе отколку што ние сме свесни во тоа што го зборуваме. Значи, кога зборуваме, значењето на писмото иде во неколку слоеви. Кога ќе кажеме јас сум тој, јас подсвесно кажам дека јас со ум сум тој човек. Значи, без ум, која е личност? Така е внесено. Например, македонскиот јазик е аналитичен. Кога би рекле рака, за раката ние поврзуваме ракав, ракавица, на раквица, ракување, ракотворба, и слични други работи. Меѓутоа, во англискиот јазик тоа би било hand, sleeve, glow. Значи, нема поврзаност или размислување на некој логично дека се тие сродни работи. Исто ро. Ро е фамилија. Ние сме во фамилија, во куќа, сите заедно. И затоа имаме во куќата оние што раѓаат тело, тоа се родители. Имаме луѓе кои што се блиски до таа фамилија, тоа се роднини, значи се поврзува со куќата. Имаме народ, ние сме народот едно, ние сме едно. Ако сме едно, јас и ти сме едно, односно едно си, менувајќи го зборот од Д во Т, се добива етнос. Значи етнос представува нешто што е во еднина. И сега ќе кажам нешто што доста сум го размислил, значи имаме збор еден. Еден за многу значи прв или почеток, али древно македонски е божество. Н е наше, И е прв. У превод значи наше прво божество. Наше прво божество е она што цело време не грее, сонцето, Богот зе. Ако е така, ние сме воедно, односно оваа земја е еден, односно еденската градина. Англичаните го имаат како Иден, немаат никакво објаснување, го пишуваат еден. Али првиот кај нас се знае кој е, едниот. И навистина овие податоци, овие сознанија кои што ги имате можат да одат и до недоглед затоа што се премногу. Во некое следно издание јас се надевам дека повторно ќе имаме можност да се видиме и повторно ќе имаме можност да се поприкажеме на оваа тема, а понатаму останува вие заедно со вашето здружение и понатаму да го дешифрирате македонското писмо и зошто да не еднаш на крајот можеби ќе се здогледа таа светлина дека сепак постоело тоа македонско кралство, постоеле тие етнички македонци кои што пишувале на древното македонско писмо. Не постоеле, тоа сигурно, ние сме само последица од тие древни македонци, секако на овие простори. Иако народите се мешале луѓето, ние го имаме задржана културата и обичаите. Значи, славејќи го Коледе, Божиштва, потекнување тоа време, меѓутоа тоа ќе го објасниме во друга прилика, или календарот на древните македонци. Значи, има многу да се објаснува. За крај би ви заблагодарил што сумете при мен да се слушне овој мал збор во Македонија, да некои луѓе малце стават прст на чело, да почнат и они да истражуваат, значи да добијат желба да видат дали е така или не е така, едноставно нека проверат. Никој не вика дека ние све сме открили, ниту па ќе се открие. И на небото и на земјата има премногу работи кои што не ги знаеме и кои што допрва чекат да бидат откриени. Значи за крај можам да ви кажам да сте живи и здрави и да го објаснам што значи живи и здрави, затоа што македонците цело време поздрав е здраво живо или да сме живи и здрави. Сите околу нас викаат ај здравеј или живели или не знам што слично, меѓутоа го немаат тоа. Значи заштитник на Горна Македонија е Богот Ка или Богот на здравјето или змејот. На Долна Македонија, односно Бела Македонија, не Беломорска, него Бела Македонија или денесна Егејска Македонија, е Богоже, односно е таа божица на животната енергија. Кога Горна е обедината со Долна Македонија, тоа значи дека се живи и здрави македонците. Се заштитени од двете божества. И затоа и денеска викаме, значи се додека не сме обединети, ние го користиме тој збор живи и здрави. Благодарам.